Имате ли реални решенија во вашата предизборна програма? Јас повторно ќе го споменам овде јавниот превоз и во претходните избори на граѓаните им беше ветуван и бесплатен јавен превоз и трамваи, чинам. Дали имате вие конкретни решенија што ќе превземете за јавниот превоз како црна точка и црна дамка да се подобри да... Видете, не е тајна, значи више и врапчињата знаат дека на Скопје може да стасуваат 200 автобуси. Сите ќе ги ветуваме кандидати во оваа изборна трка, затоа што сите знаеме дека тоа навистина му треба некој од тие кандидати за членови на Совет, исто така се причинители токму зашто немаме се уште автобуси. Разбирате? И јас како дел од Советот и други советнички групи и сега кандидати повторно за членови на Советот се актуелни советници кои што не овозможиле да купиме автобуси. Тоа е поразителниот факт. Еви владата да ви најавува во неколку наврати дека ќе набави одредени автобуси, првиот оглас пропадна, вториот допрва после изборите ќе се распишува. Кога ќе стигнат тие 80 од 120, прашањето е дали ќе стигнат оваа година воопшто. Значи, ако ние имавме одговорен совет во овие 4 години, без разлика на која политичка провиненца доаѓа, ние досега ќе имавме одобрено набавка и ќе разгледувавме опции кои автобуси да ни пристигнат или можеби требаше да почнат да пристигнуваат првите. Заедно дополнително со поддршката од владата. Ако бевме едно здраво и нормално општество. Ако вие знаете, ја пратите економијата, ја водите државата, владата, можете да процените и градот Скопје според своите можности и буџетот колку може да набави автобуси одеднаш и дали на ЈСП му треба помош и поддршка. Да бидеме објективни, во минатото кога бил премиер Никола Груевски, а Јанушев директор на ЈСП, владата го пратела со 15-18 милиони евра субвенции од владата. Сега оваа советничка група на оваа партија не дозволува ни 2 милиона евра субвенции да се дадат од владата. Ние имаме проблем со законите и одредбите и одлуките на владата кој треба да биде субвенциониран превоз. Ме разбирате? Значи, ако во тоа време се донело закон со кој што пензионерите се ослободуваат од плаќање, потоа со одлука се ослободени и студентите. Така да, таа одлука требало после одредено време да биде преточена исто така во закон. Така да не беше смешно ни ветувањето дека ние можеме да имаме бесплатен јавен превоз. Да, за граѓаните, но секогаш ќе биде субвенциониран од страна на државата. Таков и случајот со Белград реално да премногуваме. Белград има бесплатен превоз од 1 април, затоа што е целосно субвенциониран од државата.